Во денешното издание на Ексклузив, знаете дека на самиот почеток ви најавивме дека ќе имаме денеска гости, тоа многу добри. Димитар Рандоновски и Жарко Тајфата со нас. Добре дојавте. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Добри ли сте, момци? Како се чувствувате? Дали денеска ваков празник празнуваме? Па добро, интересни сте многу во студио, штета што можеби ние не сме маскирани. Вие сте ја запазиле таа боја црна, кај вас е доминантна. Така да. Сте се маскирале ли како деца? Па јас многу ретко, искрено, бидејќи ова е некако понов празник. Понов? Да, али мислам дека кај нас... А во што сте се маскирале веќе, ако сте се сигурно сте? Па да, јас имам маскирано во Моцарт, искрено. Во Моцарт? Да кажем, да. И доста интересно со перики, со сите тие барокни детали кои што... А да ви поставам едно прашање, обично децата имаат фобија од кловнове. Дали вие имате моментално, дали се плашите од кловнове? Не знам, порано можеби да, Можеби како сте се деца. маскирале. Сега не знам. Сега не се плашите од кловнове. Фала Богу, Сега не. дека не. Сега? Не се плашите од кловнови. Ао, Тоа е нашиот колега Зоки, Не се плашите, професионален и не. знае како да Не го се изведе на плашите најдобар од можен клоунови. начин. Причината знаеме зошто сте овде во нашето студио. Од неодамна имавте нова песна, Стари добри времиња, со таа се нели испромовиравте на Макфест. Што понатаму, што се случува? Па така во она што е најново, нели како што кажа, пред 2 недели помина Макфест и во моментот работиме на самата промоција на песната, Стари добри времиња, на тема кој што мислам дека опфаќа поголема аудиториум на публика, бидејќи е создадена за сите граници годишни, да кажам, бидејќи и помладите и постарите можат да ја слушаат и се работи за една балада кој што мислам дека остава добро. Какви се коментарите? Сега за сега се многу убави, Позитивни? Сепак е песна кој што е балада и можеби на баладите им треба малце повеќе време додека допрат до луѓето, нели. На Макфест не освоивте награда со оваа песна? Не освоивме награда, меѓутоа оставивме трак на самиот фестивал. Имаше одлични коментари пред се и од самите изведувачи и од самата публика, луѓе кои што после фестивалот не застануваа ни кажува дека навистина им се допаѓала песната и тоа можеби најголемата награда. Кога сме кај Макфест, дека да ве прашам двајцата. Има ли местенки? Дали сте биле сведоци на такво нешто? Мислење еве да ни дадете. Па местенки, секогаш имало на фестивали местенки. Значи има се. Да, не можам да кажам дека баш конкретно на овој Макфест имаше местенки, било неблагодарно, затоа што јас лично, не знам, се надевам дека и другите дека... Јас мислам дека помина се фер и коректно. Мислам немаше сомнеж за... Не сега, дали воопшто имало? Па, Ако веќе сега нема. да, можда некогаш, ама не можеме да тврдиме тоа што не знаеме За точно. сигурно не. Да. Јас мислам дека имало, имам Така? поголемо искуство со фестивалите и се знаело многу пати унапред кој ќе биде победникот помеѓу нас, изведувачите, така да не е нешто ново и нешто што можеби не трогнувало на некој начин да се нервираме. Знаевме едноставно дека пример одреден артист ќе биде победник и го прифаќавме тоа така како. Јас се нервирам косава на секоја страна ми оди. Не знам нив вие дали се нервирате околу судскиот процес со Коки Јанков? Опа, тоа мислам дека е завршено и лично јас... Во какви односи сте? Па јас не сум во никакви односи со него, затоа што јас немам контакт со него. Нека кажат, не знам, еве... Ајде да видиме што Чиста се нека случува. каже, да. Јас сум член од тајфата и можда кажам понов член, дури беше Коки со нас. Имавме една фери окей комуникација. За последно време, од кога се замина, немаме некој посебен контакт. Го почитувам човекот, но не знам што се случува моментално. Така кога веќе спомнавме тајфата, што е проблемот со името? Кој има право на користење на тајфата? Коки или вие? Затоа што сепак и тој вели дека тајфата е негова. Па добро, еден човек е можеби, јас така го гледам. Останатите членови се сите тука присутни, тоа се тројца луѓе кои што свиреле. Кој има право да го користи тоа име? Па има право секој да го користи тоа име, меѓутоа
Не може да си го присвои, има тајфи во Македонија, не знам колку. Ние моментално сме Тајфата и Димитар и сме како таков бренд. Само го додадовме моето име во од кога станав член на Тајфата и тој бренд го градиме и ќе го негуваме и во иднина. Конкретно значи само вие. Апсолутно. А и така настапувате и верувам дека и по клубови и ресторани. Дали се случило никогаш да не ви платат или да ви задоцнат? Па не знам, тоа било многу Некој одамна. изговори. Јас имам такво искуство, али тоа било многу одамна и многу ретко. И обично кога се Тие случува... ретките работи нас не интересираат. Да. Дефинитивно. Можеш Па да да. криеш нешто? Па добро, се не знам, мислам дека беше некоја дискотека во Валандово, па ќе кажам многу одамна, може пред 5 или 6 години. Потсети не? Кога на настап во дискотеката го чекам газдава на крајот вечер, телефон исклучени, прашувам по луѓево каде е, што е. Тој веќе си заминал дома. И така си сретнавте чекав. Се видовте повторно или така остана? Па се видов, повторно ме побара по некое време, повторно. види. Не ви исплати. Не. Значи имаше образ за повторно да се јави. И такви. Гледаш, имат луѓето и втор образ. Јас да ве прашам сега на малку поинтересно прашање. Дали сте пиеле кафе со лут сос? Кафе со лут сос. Кафе со лут сос? Лути може биле. Не сте пиеле никогаш кафе со лут никогаш. сос? Лисијава да не ми направат проблем. Вака сега имаме една игра. Да, време. Игравме веќе со претходните гости, па ќе продолжиме традицијата. Доколку не сакате да одговорите на следните прашања, претходните гости јаде, а вие ќе пиете. Тука е мојот сос. Жедни сте, Тука го верувам дека ставив, сте да. жедни, ви изморивме Ќе со ставам многу малку сос во прашања. кафето. О. Многу лут сос. И имаме многу интересни прашања. Да не претерам? Малце. Ма пријатели, денеска е таков денот. Нека има тоа. Па што да наздравиме? Празник е денеска, напите. Така за многу години, нели? Си го Одлично. прифативме јонака. Така да, ако не сакате да одговорите на следните 10 беа 10 прашања. Колку ќе може ќе ни текне нека. Треба да придонесете кафе, јас мислам. Имаме резерва, не се грижи. Ајде да видиме. Нина почни. Ајде јас да почнам медвечеков. Дали некогаш си се маскирал кога си водел љубов и во што се однесува на двајцата? Па искрено не. Искрено. Многу е искрено. Дали другата Никогаш. страна е искрена? Да, повеќе од искрено не. Не. Добро. А дали некогаш сте посетиле секси шоп? Дали е онака како за чисто од Сте влегли, не сте зезанција, купиле да кажам. ништо? Не, да купам нешто, не, меѓутоа онака Треба чисто претрес дома да направиме. да Предлагам чисто таков. да Предлог го да отворија направим, тука да. во Скопје, се сеќавам заедно со друштвото. Отидовме да видиме што значи тоа, што е секси шоп. Сега сакам конкретен одговор од двајцата. Најбрите две личности на кои му плукнале во кафе, ама убаво кафе, не вакво. Конкретен одговор од естрадата, јавни Јас личности. пошто сум културен човек и Се нема тоа напиеш? да го одговорам. Уф, ајде. Може некој од тука плукнал, не знам. Гадно? Ау. Оу. Не бе вкусно е. Си наред, ти си вкусно. наред. И ти? Оу. Ма не, Живе. Живе. живели? Леле, колку сакам јас Драги живели да браво. направам. Оу. Не сакам да знам како вкусима тоа, не сакам. Удиме следно. Дали може да ми ја покажете последната вибер порака од вашата љубов? Пат ќе треба од жена ми да ви ја покажам, а и ние телефонот не сме ми е толку тука. љубопитни да знаеш, еве чекам. Па последната Што беше порака тогаш, беше кажи? слика од моето дете. Од твоето дете. Односно видео, мислам, кај што ме... А ти? Јас немам батерија. Немаш батерија? Но пак ако не поканите ви ми. Се извадивте сега. Не користат вибер, сега ќе ни кажеш Не, не следно. користиме се. Сега имам интересно прашање. Најчудното место на кое сте воделе љубов. Ајде сега. Искрено, нема пиење кафе. Поведи. Па тоа беше Ајде. баш во планина Во која планина? Авантуристички, Ајде, морам да ајде, ајде. признам. и беше не знам топло вано и јас не Топло е. И? Интересно искуство. И во планина. Ти? Па кој не пробал, не знам. Ајде, нема пиење кафе сега. Димитар, Па не знам што. Имало Ајде, едно конкретен одговор барам. Еве, веце ако е веце. Конкретен одговор. Во имаме и веќе тука. Да. се црвените и нешто, не. Последно прашање затоа што и времето не гази, најбројите тројца со кои не би пиеле кафе.
Ке треба уште Остави по една малку голтка да се. безболезнено, а? ја. Уште по една голтка. Ај, јас да. Ова може и на екс. Вака живели нешто. Предлагам. брате, треба. Поголема. Живели. Живели. Ау. Ајде да видим. Ова беше Гледаш многу што гадно. бо вака со Така? кафење живеле. Стефани, ја и ти вака. Јас вакво кафе Живели. не благодарам. дали- Ја мене да. да ме прашувате, јас ќе одговорам на се, немам проблем. Немам проблем. Нина, часот е 19:00. Точно е, Што точно е. треба да направиме? Треба да направиме следно, значи да се одјавиме од нашата емисија и тоа на убав начин, така? Им се заблагодариме. Што треба да им кажеме? Им се заблагодариме Кажи, за вашето Стефан. присуство. Малку кратко беше поради програмската шема на телевизија, но се да, да. бевте супер гости. Одлични гости беа. Одлично Ти благодарим. Одлични гости беа. Одлични гости. Леле. Како е? Дечки, ви благодариме многу за... Благодарим и на Надеваме вас. дека ќе ја запамтите оваа емисија малку Апсолутно, пои- апсолутно. Мора да ја интересно запаметат, направивме мора да ја да биде. запаметат. И секако дека ќе ги поканеме да не дојдат повторно во нашето студио да си поразговараме на уште поубави теми. Да, ќе ни биде задоволство. Вие, драги гледачи, останувате со програмата на Еден телевизија. Многу добро знаете што следи, а со нас се гледате повторно утре. Чао, чао. Чао, чао.